73% од граѓаните веруваат дека евроатланските интеграции ќе влијат позитивно на меѓуетничките односи во земјава, покажала онлайн анкетата која ја спроведе Евроатланскиот совет како дел од 6-месечното истражување. Високи 82% од анкетираните сметаат дека интеграцијата во ЕУ и НАТО ќе донесе и поголема безбедност и ќе гарантира внатрешна стабилност. Очекувањата на огромен број македонски граѓани според оваа анкета се и дека членството во Алијансата и Европската Унија ќе донесат забрзан економски раст и поголема социјална сигурност. Ова се дел од податоците што Евроатланскиот совет ги презентираше на финална конференција како дел од 6-месечното истражување. Над 84% граѓаните во Република Македонија мислат дека евроатланските интеграции имат влијание во подобрување на меѓуетничките односи. Така што, откога ги поминавме неколку градови и универзитети, да речеме во Тетовскиот универзитет, Штипскиот, Струмица и Куманово, тоа и се потврди низ дискусии, низ коментари и прашања на студенти и обични граѓани. Морам да кажам дека не само зголемена е толеранцијата помеѓу различните етникуми, туку и во одредени делови наидуваме во конфликтни ситуации наидуваме и на хармонизирани меѓуетнички односи, што за мене е многу позитивно, а сите испитаници сметаат позитивно дека и самата интеграција би влијаела, меѓутоа би влијаела и во насока и на целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и на дополнително хармонизирање на меѓуетничките односи. Волшебно стапче не постои и никој однадвор не може да не ги гради меѓуетничките релации. Неопходно е добра волја и верба меѓу заедниците, смета Трифун Костовски, кој е директор на бизнис клубот во Евроатланскиот совет. Граѓаните го положија тестот за соживот со настаните во Куманово, вели тој. Сметам дека за изминативе 15 на години дека на тој план меѓуетничките односи многу добро напредуваат, вербата се враќа меѓу сите етнички заедници во Република Македонија, а тоа најдобар случај го покажа случај со Куманово. Истражувањето е спроведено во 3 фази и опфатени се различни категории на луѓе и по возраст, етникум, религија и од градови и од села, велат од Евроатланскиот совет на Македонија. Спроведена е и онлайн анкета и телефонска анкета на 1050 испитаници, но и интервјуа со представници на клучни институции.